Сузана Фиданска, Македонска телевизија. Европската централна банка најави забавена монетарна политика. Ме интересира колку се тоа може да се одрази на нашата на домашната монетарна политика. И уште едно прашање имам, постојано се зборува за глобална рецесија, колку е реална сето таа и како може да удри по нашата економија? Благодарам на прашањата. Да, како што посочувате, во септември Европската централна банка најави пакет на експанзивни мерки. Целта е неутрализирање неповолниот глобален контекст и неговите ефекти врз европската економија, а секако во услови на надолни остварувања кај инфлацијата. Тие мерки во основа се фокусираат на три сегменти: прво намалување на каматната стапка, депозитната каматна стапка, поголемо навлегување во негативна зона. Меѓутоа, она што е значајно, Европската централна банка повторно се враќа на курсот на експанзивна монетарна политика преку рискување на дополнителна ликвидност, односно откуп на харти од вредност. Сето ова значи поголема ликвидност на европските финансиски пазари и поповолни услови за финансирање на економските субјекти. Тоа во основа значи и олеснет пристап за нашите домашни субјекти за финансирање и се разбира пониска цена за финансирање. Тоа е едниот канал преку кој што тоа би можело да се одрази кај нас, значи по поволни услови кај надворешните извори на финансирање на домашниот сектор, било да е тоа приватен или јавен сектор. И вториот аспект е самиот факт што Европската централна банка продолжува со експанзивна монетарна политика, остава простор да и ние како централна банка подолго време водиме акомодативна монетарна политика и да продолжиме позитивно да влијаеме на финансиските услови во нашата економија. А знаеме дека финансиските услови, адекватното ниво на ликвидност, каматната стапка се едни од значајните детерминанти на економскиот раст. Во однос на второто прашање, стравувањето од глобалната рецесија, да, сведоци сме дека подолго време веќе се прават надолни корекции кај глобалниот раст и ова забавување кое што сега се предвидува за 2019 година е најголемо забавување од почетокот на глобалната економска криза. Меѓутоа, сепак сите проекции на релевантните меѓународни финансиски институции упатуваат се уште на раст, значи зборуваме за раст од 3%, не зборуваме за пад. Исто така, ако се погледне и динамиката, значи дали е ова нешто привремено или би требало да има потрајни ефекти, сега, согласно со најновите проекции, се очекува ефектите да бидат краткорочни, бидејќи динамички се гледа дека од 2020-2021 година веќе се очекува повторно, постепено заврзување на глобалната активност. Но мора да сме внимателни, да следиме, затоа што, како што спомена, во континуитет, подолго време наназад, се случуваат надолни корекции на растот. Сега Попова, телевизија. Да поминавте дека очекувате владата да продолжи со фискалната консолидација, дали сметате дека јавниот долг ќе порасне над нивото од 50% од бруто домашниот производ до година, затоа што споредено третиот со вториот квартал јавниот долг е зголемен за 1% поен, сега достигнува 47,7% и покрај тоа што општините почнаа да се раздолжуваат, а веќе за наредната година владата веќе планира зголемување на плати и адхок зголемување на пензии. Второто прашање ми е во врска со капиталните инвестиции. Напоменавте дека очекувате забрзана градежна активност поврзана со крупните јавни инфраструктурни проекти. Дали мислите дека ќе има капацитет да се оствари предвиденото? Прво затоа што има избори, а второ затоа што оваа година тоа не беше случај, односно се оствари само 1/3 од предвиденото за 9 месеци. Благодарам за прашањето. Да почнеме еве со второто, очекувањата во однос на инвестициите. Значи, како што споменав, една од клучните претпоставки за остварување на нашата макроекономско сценарио е секако забрзување особено на јавните инфраструктурни проекти.
Гледано динамички што се случува значи оваа година по падот, годишниот пад во првиот квартал на капиталните вложувања на општа база, на капиталните расходи, се гледа подобрување во вториот и во третиот квартал, кога на годишна основа имаше 60% раст, 30% раст, кумулативно ако гледаме, растот за првите 3 квартали е околу 30%, но како што и вие посочувате, тоа е позначајно одстапување во однос на годишната вредност која што е планирана во буџетот. Факт е дека во последниот квартал, динамички гледано историски наназад, можно е да има одредено забрзување, меѓутоа секако ние немаме попрецизни информации и податоци за тоа, но со оглед на тоа што остварувањето е само околу 40% за првите 3 квартали, би рекла, постои веројатност да остварувањето е пониско од планираното. Меѓутоа, она мислам што е важно да имаме во предвид е дека сепак планираната вредност оваа година е значајно повисока од реализацијата минатата година, што влијае на стапката на остварување. Че ние ќе следиме постојано како што споменав, за нас е тоа клучна, важна претпоставка и ако видиме дека постои позначително одстапување со позначителни импликации врз нашите перцепции за растот, секако ќе направиме соодветна корекција. Во однос на јавниот долг, значи, она што се забележува, ако гледаме, ако се вратиме малку се поназад во низ годиниве, да, факт е дека јавниот долг е значајно зголемен, тоа е двојно повеќе од нивото на кое што беше во предкризниот период, но се гледа дека во последниот период тој во просек се одржува некаде околу 48%, минатата година ја заврши со 48,6%, сега е нешто намален 47,7%, која би била натамошната патека, ќе зависи пред се од буџетскиот дефицит и продолжувањето со фискалната консолидација. Клучниот фактор кој што го определува нивото на јавниот долг и влие на јавниот долг е всушност буџетскиот дефицит. Сега за сега расположливата фискалната стратегија за 2020-2022 година предвидува патека на натамошна фискална консолидација, која што значи буџетски дефицит од 2,3% наредната година, а потоа негово намалување до 2% во 2021 година. За нас многу е важно, значи, да продолжи процесот на фискална консолидација, бидејќи со самото тоа ќе се даде значаен придонес за натамошно стабилизирање, а потоа и умерено намалување на нивото на јавниот долг. Нина Нинеска, Фактор. Рековте, гувернерке, дека се уште немате информации за буџетот и за новата фискална стратегија, нели, како што знаеме, владата вчера требаше да го усвои, па се одложува. И рековте ќе направиме преоценка. Значи, по-конкретно да ми кажете што значи, каква ќе биде таа преоценка, што очекувате вие од буџетот? Дали може би ќе биде прегломазен или ќе има некои преголеми фискални трошења, па нешто ќе се смени, да кажеме, во вашите проекции? Благодарам. Благодарам, Нина, за прашањето. Значи, споменав дека би направиле преоценка од причина што фискалната стратегија датира од мај оваа година, буџетот сега е во процес на изготвување и секако, чим ќе се изготват, ние ќе ги погледнеме подетално да видиме кои се евентуалните квантитативни ефекти врз сите сегменти во економијата. Доколку нема позначителни отстапувања, се разбира, ние не би направиле никаква промена на нашите макроекономски проекции. Но доколку има, ќе видиме, ќе се потрудиме да го процениме ефектот и соодветно ќе се прилагодиме на тоа. Елизабета Дамировска, Македонско радио. Кажавте дека претежно ризиците доаѓаат од надвор, еве па се поизвестно е дека Велика Британија до крајот на годинава ќе излезе од Европската унија. Како тоа ќе се одрази врз вашите сценарија? И дали сте подготвени? Како ќе одговорите? Благодарам, Елизабета. Значи, Брекзитот е глобален ризик фактор, како за глобалната економија, така и за нас. По-конкретно, со оглед на структурата на нашата економија и степенот на поврзаност со британската економија, поврзаност мислам и на трговска и на финансиска поврзаност, би рекла дека нема некои поголеми ризици, барем не преку директните канали,
Надворешно трговската размена со Велика Британија во просек последниве 10 години е негде околу 6-7%, значи тоа е учеството во вкупната надворешно трговска размена, што значи е прилично мало, и тоа ова учество е детерминирано пред се од учеството на увозот, кој што е поголем, а кај извозот изложеноста е уште помала. Податоците од оваа година упатуваат дека учеството на извозот кон Велика Британија во вкупниот извоз е некаде околу 2%. Ако се осврнеме на финансиските канали, приливите финансиски кои што доаѓаат од британската економија, би останала на истиот заклучок дека сепак и финансиската поврзаност на нашата економија со Велика Британија останува релативно ниска. Можни ефекти се индиректни, доколку излезот на Велика Британија понеповолно се одрази на случувањата во европската економија. А знаеме дека Европската Унија е наш најзначаен трговски партнер на кој што отпаѓа околу 80% од извозот. Силвана Жежова, Мета новинска агенција. Во проекцијата домашниот амбиент е оценет за стабилен. Дали при правењето на проекциите ги имавте предвид изборите, бидејќи сепак тие влијаат врз амбиентот? Да, благодарам Силвана на прашањето. Да, секако го имаме, се наоѓаме во тој период пред избори. Можно е да има искуството досега, значи упатува дека можно е да имаат влијание изборите генерално на забавување на економската активност, меѓутоа она што е карактеристично е вообичаено, тоа е дека ефектите од тоа се чувствуваат во пократок период, така да можно е, не е исклучена можноста да има одредено забавување на економската активност, но важно е во целиот овој период да се продолжи со структурните реформи, бидејќи тие се најважниот фактор кој што го детерминира растот, ги подобрува фундаментите на економијата и за да може по завршувањето на тој изборен циклус со поголем потенцијал на нашата економија да се остваруваат повисоки стапки на раст кои што несомнено ни се потребни за да може да постигнеме побрза конвергенција.